Вкупно 1.832.415 граѓани ќе имаат право на глас на претстојните локални избори. ДИК на денешната седница го заклучи избирачкиот список за изборите на 19 октомври, кој е поброен за околу 17.000 гласачи, споредено со избирачкиот список на ланските парламентарни избори, кога право на глас имале 1.815.350 избирачи. Од вкупниот број запишани избирачи, 1.717.803 ќе гласаат во земјава, 112.000 во странство, 2.162 во поправно-казнените установи и 450 во старечките домови низ државата. Констатирам дека избирачкиот список е едногласно, одлуката е едногласно усвоена и избирачкиот список е заклучен со состојба која е претходно прочитана и содржана во оваа одлука која ќе биде објавена на веб страната. Изборната кампања стартува в понеделник и ќе трае се до 17 октомври на полноќ. Очекувањата на комуникологот Бојан Кордалов е дека во неа ќе доминираат лични навреди и дисквалификации, па дури и национални теми, наместо проекти со решенија за реалните локални проблеми со кои се соочуваат граѓаните. А најжестока изборна битка очекува помеѓу партиите од албанскиот блок. Очигледно дека тоа што се прави од страна на политичките партии е избегнување на реалните проблеми и теми, од причина што или не сакаат да ги решаваат, или пак сметаат дека за овие напластени проблеми, почнувајќи од екологија, загадување, дупки, нерешен сообраќај и така натаму, на локално ниво се потребни повеќе мандати и тие сакаат да презентираат резултати веднаш. Битката ќе се води секаде, иако се исцртуваат неколку нели клучни фронтови, како што е нормално Скопје, како што е Чаир, како што е Струга. На претстојните локални избори во трката за градоначалници влегуваат 309 кандидати, а поднесени се 576 советнички листи со вкупно 10.490 кандидати за општински советници.